Почитувана амбасадорке на Швајцарија во Северна Македонија, мадам Сибил Зутер Техада, почитуван заменик амбасадор Лусиен Егетер, почитуван заменик председател на Собранието Горан Мисовски, почитувани присутни од владата вице-премиер Фатмир Битики, почитувана директорке на Центарот за истражување и креирање на политики Марија Ристевска, почитувана председателке на деловниот клуб Северна Македонија Швајцарија Јасминка Талеска, почитувани деловни луѓе кои што сте денеска овде присутни со нас, почитувани амбасадори и представници на дипломатско-конзуларното представништво во нашата земја, дами и господа. Поддршката на стабилноста и просперитетот на регионот и на сите земји од Западен Балкан од секогаш е константа и основна цел на надворешната политика на Швајцарија. Тоа особено доаѓа до израз и се засилува од почетокот на 90-тите години на минатиот век, кога Швајцарија донесе и историската одлука за хуманитарна помош и за обезбедување прибежиште за многу луѓе погодени од конфликтите во поранешна Југославија. Од тогаш Швајцарија и Западен Балкан развиваат блиски врски и соработка која што е од огромно значење за развојот на сите земји во регионот. Кога станува збор за Република Северна Македонија, Швајцарија интензивно и со широк програмски спектар ја поддржува нашата земја. Од 1992 година, кога започна растечката поддршка на нашата политичка, социјална и економска транзиција, денес Швајцарија е меѓу најголемите партнери за билатерална соработка на Северна Македонија. Билатералните договори меѓу владите на Швајцарија и Северна Македонија во различни области, како што се полицијата, трговијата, економската соработка и заштита на инвестициите, го подкрепуваат оваа доверливо партнерство. Северна Македонија од тогаш оствари значајни достигнувања од нејзината независност во 1991 година. Со овој исклучително значаен удел во сите овие наши значајни достигнувања е вградена и пријателска Швајцарија преку програмите на Швајцарската програма за развој и соработка. Народот на Република Северна Македонија за секогаш ќе ја памети оваа поддршка на народот на Швајцарија, затоа што дојде во клучни времиња од нашиот развој и затоа што и понатаму продолжува во континуитет и во дослух со најважните потреби на нашите граѓани и општествената заедница. Во претходниот циклус на Швајцарската програма за соработка со Северна Македонија, меѓу другото, во фокусот беше поддршката на нашата земја во реформите за исполнување на европските стандарди и вредности и да изгради социјално инклузивна демократија и пазарна економија, истовремено обезбедувајќи здраво управување со природните ресурси. Трите приоритети на портфолиото во Швајцарија беа и останаа демократското управување на централно и локално ниво, одржлив економски раст и вработување за млади лица во социјален ризик, како и здраво управување со природните ресурси и правичен пристап до квалитетни јавни комунални услуги. Оваа стратегија, која, како што реков, беше креирана во согласност со потребите на нашите граѓани и заедници, даде резултати и благодарение на проектите поддржани со оваа програма, ние денеска имаме поголема транспарентност и отчетност на институциите на централната и на локалната власт, неколку илјади работни места, како и пристап до квалитетна вода за над 100.000 граѓани во неколку општини. Сакам да ги издвојам и придобивките од Швајцарската програма за соработка со Северна Македонија во областа на демократското управување како најдолготрајна. Благодарение на поддршката на Швајцарија, Собранието на Република Северна Македонија ги зајакна капацитетите на работа. Огромен број на членови на општинските совети, речиси во сите општини во земјата, стекнаа знаење и вештини за подобро креирање на општинските буџети и за надгледување на буџетските трошења. И, како особено важно, значително се зголеми довербата во граѓанските организации, благодарение на проектите за приближување на работата на овие организации до граѓаните. Швајцарската програма за соработка со Северна Македонија 2021-2024 и понатаму е израз на силната посветеност на оваа наша пријателска земја, да ја продолжи поддршката
на решавањето на преостанатите предизвици на нашата политичка определба, нашите социјални и економски политики, особено сега во пост-ковид периодот. И во наредните 4 години, програмата за соработка се фокусира во 3 тематски области: демократско управување, одржлив економски развој и животна средина и одржливи јавни комунални услуги. Овој пат посебна нагласка во овие главни области имаат темите кои ние ги утврдивме како приоритет за просперитетот на нашата земја со фокус на борбата против корупцијата, понуда за миграција на сивата економија кон легалните економски текови, дигитализација и климатски промени. Швајцарија има релевантно искуство и експертиза во сите овие области и убедени сме дека ќе даде ефективен придонес во прифаќањето и имплементацијата на најдобрите практики за натамошен развој на Северна Македонија. Финансиската подршка од 65 милиони швајцарски франци за програмата за соработка со Северна Македонија 2021-2024 е креирана во тесна соработка на Швајцарската агенција за развој и соработка и Државниот секретаријат за економски прашања со институциите од централната и локалната власт, со партнерите од граѓанското општество и приватниот сектор. На крајот, дозволете ми да ја изразам мојата лична, но и благодарноста на владата на Северна Македонија и на нашиот народ за грижата и приоритетите утврдени во програмата за соработка на Швајцарија со Северна Македонија 2021-2024 година, кои се особено релевантни за натамошниот развој на нашата земја и за благосостојбата на сите граѓани.